Почна затрупувањето на градилиштето на булеварот Теодоси Гологанов, каде во понеделникот при ископ со багер за изградба на зграда се појави свлечишта, кој оштети дел од коловозот, тротоарот, канализацијската мрежа и уличното осветлување. Откако експертите алармираа за можни ризици за околните објекти, денеска започна да се обезбедува земјиштето, со цел да се спречат дополнителни оштетувања. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски за Канал 5 вели дека настанатата штета ќе биде надоместена од страна на инвеститорот и уште еднаш нагласи дека ќе следуваат најстроги санкции и за него и за изведувачот, откако било утврдено дека дел од градежните работи на терен не биле изведувани согласно одобрението за градба. Инспекцијските служби на општина Центар и натаму се на терен и продолжуваат со надзорот и постапувањето. Досега се изречени повеќе санкции, а постапките против инвеститорот и изведувачот продолжуваат, откако е утврдено дека дел од градежните активности не биле изведувани согласно одобрението за градење издадено од општина Центар. Дека максимално и најригорозно ќе бидат казнети оние кои не го пременуваат законот, уверува и заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски, под чија надлежност е трудовиот инспекторат. И тој посочува на проблемот со недостатокот од инспектори и очекува наскоро инспекцијските служби да бидат доекипирани, а со тоа да има и поредовни контроли на терен. Трудовиот инспекторат совесно работи работата, онолку колку што има можности и капацитети. Знаете, една од препораките на Европската унија е изголемување на капацитетите на инспекторатите. И трудовиот и пазарниот инспекторат кои се под наша надлежност, се надевам дека доекипираноста виднина ќе биде уште поголема и ќе имаат поревностни контроли и поревностни казни. Сите оние, меѓутоа, треба малку да работи повеќе совеста. Од општина Центар за утврдените неправилности испратиле известување до основното јавно обвинителство, кое сега испитува дали во случајот има елементи на кривично дело.